Ова е стариот град Бела Зора во Македонија, граден со овие камени блокови кои што ги гледате. Ова е стариот град Мирна во сегашна Турција и тој е граден со истите такви камени блокови како во Бела Зора. Ова е Хераклеа и тука повторно ги гледате истите камени блокови. Ако ги споредите камените блокови од Хераклеа, Бела Зора и градот Мирна во Турција, ќе видите дека тие се идентични. Што мислам јас за тоа и како тоа се случило, останете, изгледате го видеото и ќе видите. Овој пат ве носам во градот Мирна во сегашна Турција да ја разгонетнеме таа мистерија. Здраво живо, јас сум Димче и добро дојдовте во уште едно мое видео. Овој пат сум на едно многу интересно, мистично и неверојатно место, наречено Мирна, во сегашна Турција или модерен град Измир. Градот Мирна, според официјалната историја, е создаден некаде во 6 век пред нашата ера, во 4 век пред нашата ера е обновен, во 19 век е запален и голем дел од градот е уништено, како што и со многу голем број стари градови. Меѓутоа, интересно за името е тоа што се нарекува Мирна, или они сега го нарекуваат Смирна и го поврзуваат со некој зачин или со некоја мирудија. Меѓутоа, зборот Мирна и сегашниот назив на градот Измир се наши зборови, односно зборови кои што ни се нас многу познати, односно Мирна значи место каде што има мир, а Измир означува исто така место каде што има мир. Што значи дека овој град и ова име ни се нас многу добро познати, затоа што ние како стар народ влечеме многу информации и многу работи од минатото, ни имаат логика, затоа што едноставно ги знаеме. Тие информации се во нашата ДНК и ние како стар народ се поврзуваме со овие места секогаш кога ќе дојдеме на овакви места. Па така и јас се поврзав многу со ова место и се решив да ви го снимам поубаво. Интересно за ова место е тоа што најдов градби кои што се идентични како градбите во Хераклеа и идентични како градбите во Бела Зора. Тоа се градови кои што се наоѓаат на територијата на денешната Македонија, што прави една многу интересна теорија, а тоа е дека пред потопот постоела една цивилизација која што градела со камен, која што ја знаела моќта на каменот, знаела да манипулира со каменот и која што ја исползувала и водата. Интересно, освен името и самата градба, самата енергија на ова место и како што кажав, има многу поврзаности со нашите градови. Ајде да одиме сега да ви кажав малку за градот. Повеќе од официјалната историја на градот имате на интернет, меѓутоа јас не верувам во тие приказни за мали деца, затоа што немаат никаква историска потпора и тоа е само една приказна дека овој град е граден од римјаните и така натаму и така натаму. Овој град е од предпотопно време или од светлата цивилизација која што била проширена целата оваа земја, а ние сме директни потомци на таа светла или бела цивилизација. Па така, ајде одам да ви покажам малку да го видите и градот, тоа што е останато од него, кој што кажа, во 1922 се случува огромен пожар, каде што голем дел од градот е запален. Инаку, овој град Мирна исто така спомнат и во Библијата, а тука се наоѓала една од 7 цркви кои што се спомнати во Библијата и сето тоа го прави енергетски портал или енергетски центар. Ајде да одиме да ви снимам сега, да го разгледате градот, да ви направам една виртуелна тура и заедно да уживаме во убавините на градот и да ви покажам тоа за што дојдов
односно идентичните градби кои што ги има во Бела Зора, во Хераклеа и кои што ги има тука. Па ајде одиме. Овој камен што го гледате пред мене е остаток од стариот град Мирна. Интересно за овој камен е токму овој дизајн. Значи, овој дизајн ми го привлече вниманието затоа што сум среќавал и претходно овакви дизајни и верувале или не токму во македонските стари градови. Имам снимано видео за градот Бела Зора, каде што го има овој дизајн, односно ја што го нарекувам како Лего коцки, а исто така го има и во Хераклеа Битола, што е доказ дека на овој свет постоела предпотопна цивилизација, која што била распространета на целиот познат свет. Токму овој камен кај што стоам јас, ги има многу тука, е доказ за тоа, затоа што дизајнот, символите, архитектурата е иста како градовите во Македонија, а според сегашната мејнстрим историја, Хераклеа е создадена околу 4 век пред нашата ера од страна на Филип. Овој град Мирна е создадена некаде околу 6 век пред нашата ера и нема никаква логика овие градови да бидат правени од различни луѓе, односно сите овие градби се создадени од една цивилизација. Друг доказ за тоа е и коловратот, односно символот кој што го користела таа претходна светла цивилизација, а кој што го опишува, ја опишува формата на нашата галаксија, а тоа е овој знак. Го гледате тука на ќошот од каменот и тоа е символ или знак кој што го користела пред потопната цивилизација на секаде, а кој што верувате или не, ги опишува точно нашата галаксија. Значи, нашата галаксија изгледа токму овака, кога ќе погледнеме денеска преку модерните телескопи. Тука може да видите и други исти камени детали. Тоа горе лево можете да видите како е кај нас во Македонија, а ова доле е Турција или античкиот град Мирна и гледате дека овие камени обработки се сосема идентични. Исто што ме фасцинира кај сите овие камени градби е
степенот на обработката на каменот. И јас мислам дека во некои дамнешни времиња алхемијата била толку развиена што можеле сигурно да го стопат каменот и да го формираат на оваков начин, затоа што видете ги овие форми, изгледа како да е глина ова, а не многу цврст камен. Просто неверојатно како го обработувале каменот. Ви благодарам што изгледавте уште едно моje видео, да ве потсетам да се претплатите, да станете членови, а ние се гледаме во некој мое наредно видео. До тогаш, останете ми во добро и се гледаме.